Ќе остане ли државата за 5-10 и повеќе години без просветни работници заради најниските плати, споредено со сите други професии со високо образование? Ако наставник по било кој предмет за својот интелектуален труд е платен со скромни 24 до 25.000 денари месечно, особено сега кога минималецот порасна на 18.000 денари, тогаш најголем процент од младите на излегување од средношколските клупи сериозно ќе се запрашаат дали да се запишат на некој од педагошките и други факултети кои возможуваат вработување во образовните институции во основното и средното образование. Проблемот добива на тежина ако, например, едно семејство живее со две просветни плати кои се доволни за оскуден живот, далеку од потребите и интелектуалните стандарди. За споредба многу други професии во јавниот сектор со високо образование се од 50 до 150% со повисоки плати, што е далеку од правичното вреднување на интелектуалниот труд. Собарањето на синдикатот за зголемување на платите во образованието од 18,5% нето плата на наставникот ќе се зголеми за околу 5.000 денари, што значи дека ќе се доближи или изедначи со просечната плата во државата. Меѓутоа, таквото барање засега не е прифатливо за власта, која се брани од инфлаторен ефект. Дали е можен и каков би бил евентуален компромис, ќе покажат преговорите кои деновиве се водат на релација Сонг влада.